Во терористичките напади во Африка загина и студентка на Штипскиот универзитет, 49 годишната Анита Андреевска од Скопје. Таа магистрант на Факултетот за природни и технички науки во Штип, одсек инженерство на животна средина. Последниот постдипломски испит Андреевска го положила на 27 октомври, пошто како волонтер на Обединетите нации заминала во мировна мисија на брегот на Слоновата коска. Професорите и колегите во Штип, младата македонка која животот го заврши како жртва на терористите, ја паметат како добар другар и одговорен студент, стручнек во својата област. Многу ни е жал вестот која што ја примевме, многу сме потресени на Факултетот за природни и технички науки и Универзитетот Гоце Делчев за смртта и односно за винувањето на Анита Андреевска Митровска, која што беше наш студент, работи за многу добар студент, во низиниот индекс кој што стои пред мене може да се видат само 10 и 9. Таа ги заврши, ги положи предвидените испити со студиската програма и на 3 ноември 2015 година поднесе пријава за изработка на магистерски труд. Во брегот на Слоновата коска, Андреевска поминала неколку месеци како инженер за животна средина, а последната изјава во животот и е постирана на низиниот Facebook профил. Истата е во функција на потикнување на жените од целиот свет активно да се вклучат во мировните мисии. Ова е едно од најдобрите искуства во мојот живот. Се запознав со многу прекрасни жени, волонтерки, кои ги разбија професиите кои се сметаа за само машки. Затоа би сакала да ги поканам сите жени, инженерки, информатичарки или механичарки да се приклучат на мисијата. Од денес, наместо порака за подршка, незиниот Facebook профил го полнат пораки на тага и сочувство. Ја сподели твојата насмевка со пријателите, фамилијата, колегите, само неколку часа пред тоа. Срцето ме боли за тебе и за твоите најблиски. Почивај во мир. Почивај во мир, девојче, ни фалиш на сите. Фракција на Ал-Каеда ја презеде одговорноста за нападот на туристичкото место Гранд Басам на брегот на Слоновата коска, во кој беа убиени 16 лица, меѓу кои и Анита Андреевска.